Великден или Великденското Воскресението Христово представува еден од најважните верски празници во православниот календар и тоа е простор и можност или празници кои што традицијата е најмногу присутна. Сите се радуваме за доаѓањето на великденските празници, а токму Сдруженијето Преродба, здружение кое што ја негува традицијата, сите овие обичаи се обидува постојано да ни ги пренеси, за да останат запаметени и да бидат дел од нашата традиција, од нашата вера, од нашето почитување како луѓе. Денешен наш гостин, токму во нашата емисија Радио што се гледа, е председателот на Сдруженијето Преродба или председателката на Сдруженијето Преродба, Лилјана Ѓорѓиевска. Добар ден, добре ни дојдовте во Радио што се гледа. Ке зборуваме за традицијата, ке зборуваме за сите овие денови кога почнуваме да се подготвуваме за Великден и кога почнуваме да се спремаме за еден од најголемите христијански празници, Воскресението Христово. Утре токму денот кога започнуваат поголемите подготовки за великденските празници. Ајде да почнеме со ред. Како се слави Великден? Какви се подготовките за Великден кога станува збор за традиционалното подготвување во едно домаќинство? Големи се подготовките, траат повеќе денови, нормално да се суреди кујчета, како што знаеме ние домајчинките. Во четврток, пред изгреј сонце, се вапсуваат јајцата. 3 од нив ги ставаме во сито и ги ставаме на прозорот да ги огрее сонцето. Дечината исто, каде има помали внучина или свој дечина што имаат, на обравчината со црвено јајце му поминуваат да се живи, здрави, весели, црвени во текот на целата година. Домајкинките приготвуваат се она што треба, меѓутоа Велики четврток претежно го одбележуваме со вапсувањето на црвените јајца. Исто така, денес младите вапсуваат и други бои, пошарени бои, украсени бои, со разни украси ги украсуваат јајцата, меѓутоа ние повозрасните традиционално, поучена јас и од мајка и од баба, и така ми останало низ сите овие години, црвена боја. Сум вапсувала и во други бои, меѓутоа, кога сум била помлада и за моите деца и за други што ми доаѓале дечина, меѓутоа црвената боја е символот на Великден, символот на крвта Исусова, јајцето ни е нов живот, испилување на нов живот, односно победа на смртта. Воскресението Христово всушност е победата над смртта. Дали често се прашуваме дали во текот на целиот ден Велики четврток се вапсуваат јајца или е значајно домајкинките да станат рано наутро пред изгреј сонце да вапцаат? Кога е она најважното или најпотребното да се вапцаат вакви црвени јајца? Има ли некаков ред или Велики четврток е токму наменет за вапцување на јајца без оглед на часовникот? По старите генерации, бидејќи не оделе на работа, тие пред изгреј сонце ги вапсувале јајцата. Јас како пензионерка исто немам обврски. Меѓутоа, помладите кои одат на работа, тие можат и попладне да се ги вапсаат јајцата. Значи, то не дека не може. Сега условите се други, времето е друго, побрз начин на живот, така да цел ден можат да ги вапсат јајцата. Значи, во четвртокот да бидат вапсани јајцата. Во секој случај за техниките на вапсување на јајца, традиција секогаш пред времето ќе ни објаснат дамите кои што се во рамките на преродба и ни овозможија да погледнеме како не научија во текот на вчерашниот ден, ни покажаа како се вапсуваат убави црвени јајца, па да видиме како можат домајкинките утре да ја применат оваа техника. Ајде да видиме во радио што се гледа како преродба и жените од преродба почнаја со подготовките за Великден. Почнува вапцувањето со великденските јајца. Ние, жените, прилепски домаќинки, што сме, стануваме рано пред сонце
и да ги вапцаме трите најважни јајца. Првото ни е Божјарче, второто ни е за домаќино, а третото ни е за куќата. И кога ќе станиме, кога ќе вапцаме јајцата, ќе ги кладиме во сито. Ситото го постиламе со црвена подлога. И ги клаваме трите јајца на пенџере за да ги види сонцето. А ние, пред да ги вапцаме јајцата, каснуваме едно лепче, колку да не бидиме гладни, да не разбија, така велеле старите, да не разбија јајцата, да бидат плодни, плодна куќата да биде, деца да се рода. А и после, кој ќе станат децата, кој ќе вапцаме јајцата, ќе станат децата и му правиме црвено-бело дебелко или црвено-бело здраво и живо да ни биде. Оти во сите градови, во сите села се баш кадети. Ние прилепчанки вака си знаеме. Основно е црвената боја, али сега појчето младите што си сака си шарат. Црвената боја се символизира на Исус Христос крвта. И секогаш кога се оди на Велипеток, се носи јајце, црвено. Вапцувањето на јајца потекнува од христијанството. Уште од одамнешни времена Исус Христос за цветници кој влегол во Ерусалим, и од тогаш го пречекува со цвеќина и со јајца. Да, точно, така почнува великденската седмица, уште е наречена како страстна седмица, како што и кажа Менче од Сдруженијето Преродба, почнува од Лазарева сабота и цветници, кои што се врзани празници за Великден, и тие празници всушност се влез во страстната седмица. Тоа е оваа седмица за верниците, период на покаяние, прошка, молитва, пост и учење токму за Христовото воскресение. Се разбира, оваа седмица не завршува само со вапцувањето на црвените јајца за Великден. Велики петок е еден исто така значаен празник за православните христијани, од огромно значење за прославувањето на Великден. Каква е традицијата за Велики петок? Велики петок е еден од најтешките и најжални денови во нашата православна вера. Тој ден е погребението Христово. Сите одиме во црква, целиваме на плаштеницата, носиме јајца, си ги оставаме, меѓутоа тој е ден на жалост. Не се готви, не се работи дома, едноставно тој ден ние христијаните, значи и повозрастните, а се трудиме и децата да ги научиме како да имаме мртовец во куќата. Значи толку е тежок празникот и треба сите достоинствено да го одбележиме и да бидиме присутни во црквите на погребението Христово. Потоа доаѓа саботниот ден. Саботниот ден е поврзан ли со некаква традиција која што треба да се ја применуваат семејствата? За саботата, преку денот, значи ги досредуваме сите оние останати работи, да кажеме, при крајот сме веќе на Воскресението, меѓутоа вечерта одиме во црква и со радост го пречекуваме на полној Воскресението Христово. Верувам дека, значи негде во 12 часот околу црквата се вртиете плаштеницата, некои луѓе кои не можат да издржат се причестуваат на саботната литургија, некои на утринската литургија, значи повторно е поврзано со постот, поврзана е со исчекувањето на Христовото воскресение. Црвеното јајце е символ на празнувањето на Великден. Кога можеме да ги добиеме тие црвени јајца? Каква е традицијата да им кажеме дали имаме некакви посебни одбележја тука, токму во Прилеп? Кога одиме во саботата вечерта во црква на Христовото воскресение, после тоа има свечена златоустова литургија. После литургијата може да се касни јајце,
кој сака си се причестува, кој си постел, сиот онај ред што треба да си биди, како треба да си биди, секој не може да се причести. И можеме да си касниме јајце. Во неделата си ги чекаме гостите, со јајца, со бомбончина, па за децата и некои други работи, секако мрсно е, тоа се подразбира, бидејќи веќе завршува 7-неделниот пост. Се препорачува да не се јади многу, бидејќи може да имаме и последици на сите оние што постеле. Тука е великденската трпеза, богата, мрсна трпеза. Што треба претежно, да има на великденската трпеза токму? Па скоро се да има. Па салата да има, јајца секако со пресно кромиче си правиме, јагнешко месо. Јагнето е символот на милоста, на кроткоста, таков бил Исус. И во најголемите страдања тој ја покажал својата големина, својата милост, како јагнето што е. И затоа, како одбележување на сиот овој великденски настан, оваа голема радост, на секоја трбеса треба да има барем помалку јагнешко месо. Како се поздравуваат христијаните? Дел ли е тоа од традицијата на православното христијанство? Да, се поздравуваме од Великден до Спасовден со поздравот Христос воскресе, вистина воскресе. Првиот дел е потврдуваме дека Христос воскресе, а вториот дел вистина воскресе, значи ние со целата душа и срце знаеме дека навистина воскресе. Лиле, јас ти благодарам за овој разговор. Благодарам што не воведе малку во она што значи традиција за великденските празници и верувам дека ви посакувам понатаки да ги запазувате празниците, да не подсетувате, бидејќи ни е многу важно и значајно да традицијата се одржува, се чува во нашите семејства и да се пренесува на младите. Тоа и ние целта, така и го формиравме Сдруженијето, за пред се да културата и традицијата ни се основните водилки во активностите на Сдруженијето. Сите православни празници со нивните адети, песни, обреди, значи сите се трудиме да ги одбележуваме, да ги пренесуваме и се надеваме дека помладите генерации ќе пренесуваат, ако не се барем дел од она што ние сега го пренесуваме, го работиме како Сдружение, со надеж дека уште многу години ќе обстоиме со вакви активности, со вакви убави настани. Великден е исполнување на душата и на срцето за сите нас. Благодарам уште еднаш за разговорот. Благодарам. Let's go. This is your radio.